Благодарам, председавач. Бидејќи не повикавте нас пратениците од надвор од Скопје, јас одма ќе ви кажам дека не е Македонија само Скопје. Убаво ви текна да не повикате вака за да ви се придружиме во донесување на одлуки. Но како вие размислувате за другите градови во однос на енергетската ефикасност во училиштата во Охрид, во Струга, во Прилеп и во другите градови? Во однос на овој амандман на колешката Затуровска сметам дека е со најдобра намера, но на она вашето ке и јас ке се надоврзам. Ке се реализираат 20 милиони денари за залажување на македонската јавност во 3 месеци. Па за толку пари да се вложат во одредени фасади за подобрување на енергетската ефикасност во кисела вода. Треба да има пред се проекти, да бидат лоцирани тие згради, да се спроведи тендер, да се избере изведувач. Колега, кажете ми, Данев, во овие 3 месеци кога ќе се потрошат тие? Тие само се, да речам, флоскули со кои што вие. Навистина легитимно е. Вие сте опозиција. Ке алармирате за некоја потреба на граѓаните и овдека ке зборувате за тоа. Но во вашиот одговор, почитуван Данев, јас се слушнав само не за поднесениот амандман кој што е даден и кој што е легитимен да се разговара во однос на барањата и предложеното. Да, за 3 месеци не може да се реализираат овие средства и тие енергетски ефикасни фасади на тие згради. Прво треба да се одредат кои ќе бидат зградите, кој ќе биде изведувачот и треба да се знае точно кога ќе се почне со изведување на тие зафати. Замислете, во декември ние ќе градиме енергетска ефикасна фасада. Или ќе градиме пенџери. Кај ќе живеат тие луѓе, да ве прашам, за да се обноват прозорите? Навистина е дегутантно да се зборува на оваа тема, меѓутоа сега ќе се навратам во однос на тоа што вие сте направиле за училиштата во Скопје. Па колега Данев, има училишта и во Охрид. Во Охрид ништо не направивте, а јас можам конкретно одговарам на говорот. Конкретно зборувам на говорот, реплицирам на Данев. Во Охрид имаме само да кажам дека во електромашинскиот центар се мени комплетно прозорите, дограмата и покривот. Се изгради спортска сала. Во Струга колешката Затуровска ќе потврди дека во Нико Нестор се гради спортска сала. Нико Нестор не е во кисела вода. Ова влада точно, меѓутоа Македонија не е само Скопје. Јас морам да го кажам и проблемот и на Охрид и на Струга и на другите градови. Разлекувањето на дискусиите по амандманите за се и се што и ако колегата Диме Велков ви кажува дека во предвид има самиот градоначалник на кисела вода, зборувам за амандманот. Амандманот се однесува за кисела вода. Значи, ако продолжиме со вакви дискусии, нема да стигнеме да ги разгледаме сите амандмани, што не е во интерес на никого. Не е во ред да се почат дискусиите со долготрајни дискусии за се и се, што ќе ве молам, задржете се конкретно на амандманот што е поднесен под архивски број 0874 Во однос на амандманот, колегата Данев, почитуван председавач, зборуваше најмалку фасади во општина Кисела вода. Знам дека дојдовте сега и дека не ги слушавте до сегашните дискусии. Јас реплицирам на дискусијата на колегата Данев. Слушал, има директен пренос од седницата. Значи има директен пренос и вие не смеете мене да ме прекинувате, бидејќи јас зборувам на делови и сегменти од говорот на колегата Данев. И кажуваше за енергетско ефикасни фасади, прозори на училиштата, како во време на ВМРО тие се граделе, и зборуваше само за Скопје, па мене ме боли, јас сум пратеник од Охрид и сакам да кажам што е направено за Охрид, а што не е направено. Во 11 години колеги, без дофрлање од мене. Јас, колеги, кажувам, го разбирам поднесениот амандман.
на колешката Затуровска. Сметам дека има добри намери, дека сака да поттикне дискусија и да можеби во следниот буџет се предвидат средства и се направат сите потребни документации и подготовки за да се излезе во пресвет на граѓаните на кисела вода. Меѓутоа, според мене, барем колку што се разбирам јас, од трошење на 20 милиони денари, мислам дека е краток период или барем дека треба овој амандман да претрпи одредена измена и би требало наместо за изградба, за проекти, определување и барање на одредени понудувачи и изведувачи кои што би ги направиле тие енергетско ефикасни фасади. Јас ви благодарам, сметам дека мојата реплика беше конструктивна и сакав да одговора на одредени прашања кои што вие ги начнавте. Благодарам. Благодарам колешке Жаклина.